Од вчера огнот немилосредно нападна и во Беровско. За неколку часа овде огнот успеа да присвои куки, стока и друг имот, поради што тежиштето на пожарната одбрана се пренесе на овој терен. Инаќе беа поставени местното население со одредени нивни стражи, вклучени беа дел од единиците кои се на терен тука, значи дел од ДБР, од армијата, третијата противпожарна единица, а денес веќе од Сабајле имаше координативен состанок на кој се вклучени поголем број на летала, значи веќе возилата се со помоштите од Република Словенија и Австрија се веќе на терен, поставени на целото да биде заштитено. И во овој случај и покрај вонредните напори на сите во овие села, штетите се големи. Најголема штетата на шумата, непроценлива. Гори борова, густа шума, која не созда огромен пламен, значи не можно да гаси ницата. Дел од насока од Разлов гори моментално дабова шума. Така да во поглед на штетите од земјоделските површини и на сточарите ќе биде дополнително проценувана после гасењето на пожарот. Новата драматична ситуација на лицеместо ги донесе премиерот Заев и повеќе министри од владиниот кабинет. Горе се локализира, но секако ветрот не му дава можност да се стиши огнот. Се прават обрачи на два дела. Едниот е првиот обрач поблиску до огинот, а другиот е вториот обрач веднаш до селото, затоа што по протокол и процедура така мора да се заштитат и граѓаните, најважно, па понатаму и имотот и недвижност, куките, шталите, се што посеат граѓаните. Се надеваме дека со помош на авионите, кои што се овде, заедно Србија и нашите, ќе можеме сето тоа да го направиме. Во врска со ситуацијата во Беровско се огласи и министерот Благој Бочварски. Беровското село Будинарци е едно од местата во државата кое се соочи со посериозна огнена стихија. Во моментот силите се на терен, действуваат од воздух и од земја, заедно со населението и поддршката од пријателските земји. Ситуацијата е стабилна и се следи постојано. Новиот пожарен пункт во овие села е можеби досега и најголема закана за драматично засилување на стихијата. Поради тоа, овде од денес е концентрирана најголема досега противпожарна сила. Во моментот се вклучени активно веќе неколку дена силите од Австрија, од Република Словенија, нашите единиците на третата рамбата противпожарна единица на дирекцијата за спасување и секако од армијата на Република Македонија и од ЕБР и ренџерите и волците од армијата. Со оглед на целата состојба и ризикот, старите лица и стоката беа евакуирани. Од она што имам како информација, лицата и животните кои беа загрозени и дел од сталите опожарени, колку што имаш информација, се имети во село Робов. Интензивното гаснење на пожарот продолжува и понатаму, а до доцните попладневни часови огнот полека отстапуваше. Се јавувам од село Будинарци, каде во моментот огнот се уште е активен над селото Будинарци, како што истакна еден од представниците на австриските противпожарни служби, ќе бидат на терен. Стравот е да не се влоши во текот на вечерните часови, бидејќи тогаш ветерот знае да смени правец и затоа сега, како што кажа тој, ситуацијата е под контрола, но повторно е опасна.